Повторно се префрлуваме кај Сузе и незиниот гостин. Овој пат имаме етнокореолог од Куманово. Морам да ви прво добро утро, второ морам да ви кажам во 6 часот и 25 минути кога ве најавував ова етнокореолог, толку тешко ми беше за изговарање, сега веќе полесно. Добро утро, добро ни дојдовте и Сузе повели. Ти благодарам, Искра. Добро утро за Денис Надиновски од Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово, каде на позиција етнокореолог правите многу интересни настани, помеѓу кои што и семинарот за кој што денеска дени ќе проговориме, така нели? Да. Како поминавте на овој традиционален четврти поред веќе? Пред се добро утро, благодарам за поканата, благодарам за соработката помеѓу мене и вашата телевизија, Алфа телевизија. Етнокореолог малце тешко нели за изговарање. Ајде им појасниме, можеме патеми да им објасниме. Меѓутоа премногу креативна професија. Значи етнокореологијата е наука која што се занимава исклучиво со традиционалната игра. Така да, јас доаѓам од Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово, вработен како етнокореолог. Четврта година поред организиравме семинар за традиционална музика и игра. Фактички со моето прво доаѓање во Центарот, заедно со тимот на Центарот за култура, тражавме поинаков начин за да ја почитуваме, да ја негуваме традицијата, тоест етнокореологијата како наука, како уметност. При моето искуство, нели, што бев и професор во Средното музичко училиште, како професор по народни ора, ми остана љубовта и таа љубов ми остана за да ја пренесувам нели на децата. Така да со мојот тим од Центарот за култура решивме да направиме еден поинаков пристап на етнокореологијата, така да организиравме семинар за традиционална музика и игра. Сега малце ќе се навратам за изминатите години. Првиот семинар што го организиравме беше под наслов од Средорек до Дурачка река, односно се тие етнички предели кои што ја зафаќаат релацијата од градот Куманово до градот Крива Паланка. Првиот семинар, иако започнавме само со 6 семинаристи, многу мал број, меѓутоа од година на година семинарот растеше и растеше. Потоа следната година се префрливме за традиционалната култура од Куманово кон Овчеполието, односно за градовите Пробиштип, Штип, Кратово, Кочани. Третата година се префрливме веќе на кај северната страна, односно отидовме на Куде Скопје, така ни се викаше по дијалектот одевме кумановски, на Куде Скопје ни се викаше семинарот и ја работевме исто традиционалната култура и она релација помеѓу градот Куманово и градот Скопје. Годинава, исто така да потенцирам дека изминатите години се водевме ние преку една премиса. Ако немаме локални сознанија, нема да имаме глобални. Така да таа премиса оваа година си доби своје заокружување и темата беше глобалното кај локалното. Поради обемната тема и поради обемниот материјал, годинава се прошири тимот на стручни соработници кои што беа предавачи на самиот семинар. Така да годинава јас бев улоган на модератор и предавач и останатите 5 колеги, мои етнокореолози и етнолози, кои што предаваа на семинарот. Секој од нас имаше посебна тема, секој од нас имаше посебно излагање. Што се однесува до традиционалната култура, односно за етнокореологијата и за традиционалните ора. Јас и колегата Јане Спасов говоревме за стилските карактеристики на машките ора и дадовме едно особено поголемо значење и поголема дебата отворивме за орото тешкото. Ние сите знаеме дека кога ќе спомнеме Западна Македонија, нели одма не асоцира на тешкото. Ние како етнокореолози и сметаме дека треба да направиме од секоја страна на Македонија да направиме еден бренд, како што ние самите народот сме си го направиле брендот тешкото. Во Источна Македонија имаме нели копачката која што е нели заштитена која е заштитена преку УНЕСКО, така да сакаме да направиме ново брендирање на ората. Така да не знам, ако спомнеме Јужна Македонија да не асоцира некое препознатливо оро. Ако спомнеме или Северна Македонија, значи или северно играрно подрачје, да имаме некој се препознатливо оро. Тоа се однесува за традиционалната култура, за традиционалните ора. Што се однесува до етнолошките сегменти, заедно со колегите Бојан Петковски и Дијана Настовска ги објаснивме релациите што обработува етнологијата, што обработува етнокореологијата. За обичаите се надоврзавме само за обредот мартинките, кој што нели е многу препознатлив во денешно време, во 21. век.
Се потрудивме исто така и да прашаме публиката и семинаристите да ги прашаме зошто у принцип се плетат тие мартинки, дали ја знаат традицијата, дали не ја познаваат традицијата. Потоа што се однесува за етномузикологијата, односно за традиционалните песни, со колешката Симона Спасова работевме за тоа и ги кажувавме препознатлите традиционални групи во минатото, како што се во Јужна Македонија, како што се групата Костурченки, во северната страна ја имаме групата Кучковки, во источната браќа Стојанови и во западната браќа Гавровци. Исто нели го потенциравме гласоечкото пење, исто кое што е заштитено преку УНЕСКО. А што се однесува до етноорганологијата, односно до традиционалните инструменти, говоревме за гајдата заедно со колегата Виктор Крстевски. Бидејќи самиот и он е гајдаджија, говоревме за гајдата како најкарактеристичен инструмент кој што се наоѓа во брсјачко-етнографската целина. Бидејќи кога ќе отидете во брсјачко-етнографската целина, односно во пределите Охридско поле, Струшко поле, Битолско-Прилепско, како најпрепознатлив инструмент ќе ја пронајдете гајдата. Одлично, многу убаво е за слушање. Верувам дека уживале и сите оние присутни кои што во овој четврта година веројатно и најбројни беа, така? Да, годинава можеме да се пофалиме дека бројката стигна до 43 семинаристи, кое што нели од година година ќе се потрудиме да порасте, да. Слушав денес со внимание и ме интересира бидејќи оваа година е слоганот на целиот семинар на традиционална музика, глобалното со локалното. Каде се допреа? Се допреа ли некаде глобалното со локалното? Се допреа, да, затоа што имаше голема интеракција помеѓу семинаристите, затоа што некои работи кои што ние ги коментиравме, кои што ги предававме, веднаш се виде кај семинаристите дека има некаков си фидбек, така да допре. Мислам дека не само оваа тема, него и претходните теми премногу допреа до самата локална традиција, бидејќи ние како центар и како семинар работиме само за локалната традиција. Секако ние ни глобално ќе работиме, меѓутоа локалната традиција ни е пред се за да допре до младата популација. Браво, браво. Кој е резимето вака постфестум? Рековме дека секогаш е убаво кога после некој ден ќе ни слегнат емоциите, ќе ни спласне целата еуфорија и кога ќе добиеме некаква завршница и ќе си поставиме цели со некои нови предизвици. Така, би потенцирал дека изминатите години работевме на класичното предавање со PowerPoint презентации, со таков тип на предавања. Оваа година смисливме начин да бидам јас улога во модератори, да ги поставувам прашањата на моите колеги, но да поставуваме прашања и на семинаристите. Веројатно многу поспонтано било вака, нели? Поспонтано беше, буквално имавме поголема интеракција и поголема заинтересираност на самите семинаристи, бидејќи во секој случај нас многу ни е важно како етнокоролози, како научници, како уметници да ја слушнеме и другата страна, бидејќи секогаш и другата страна има некаков си проблем. Ние со нашата истражувачка дејност секако наоѓаме проблеми, меѓутоа исто така е важна спротивната страна. Така да годинава имаше таква интеракција што прашања, дискусии, дебати делумно ја водеше и публиката, бидејќи они ги кажува нивните проблеми, нивните сугестии за идни теми за обработка и така натаму. Да. Колку дени имаме ние дипломирани етнокореолози во земјава? Имаме ли доста таков кадар? Имаме доста, распространети сме низ целата држава, значи ги имаме во националните институции, во домовите за култура, центрите за култура, во ансамблот Танец, во Институтот за фолклор. Која е вашата задача на етнокореолозите, вашата мисија фактички улога? Нашата мисија е да ја истражуваме традиционалната култура на нашата држава, на Македонија. Ние се занимаваме делумно со истражувачката дејност, со теренската дејност, така да во текот на нашите факултетски денови ние секоја година одевме на терен. На пракса, надвор некаде? Во пракса, да. Одевме во одреден етнички предел. Кој вие го бирате, предпоставувам? Така, да. Тоа се договара нели на самиот факултет, кој етнички предел идеме. Возрастната група секогаш ја бараме за истражување и се тоа на они што ќе ни го кажат, ние го изучуваме, дури па и го презентираме на сцена. Дури се прават и сценски адаптации. Така да таа е нашата мисија, да ја зачуваме традицијата без никакви стилизирани форми, него онака каква што е. Така, одлично. Спомена дека пред да бидеш ангажиран овде во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово, работеше 2 години во Средното музичко училиште како професор.
Какви се таму приликите и имаме ли ние многу интересенти кај младите луѓе, кај децата од овие нови генерации на 21 век, кога децата навистина имаат едни сосема други интереси од децата од минатото, кога па некако и би рекла малку повеќе се интересираа за народните игри и танци, може би грешам, не знам. Каква е денеска ситуацијата? Ситуацијата е денеска малце климава, да кажеме. Ова е моje мислење, што не мора да значи дека е веродостојно. Сметам дека изминатите години погрешно се презентира традиционалната култура. Традиционалната култура се стилизира и според мене, според нас етнокорелозите, тоа не сме да дојде во ниту еден случај. Сметам дека на културно-уметничките друштва, на фолклорните ансамбли им е принесено нешто што не треба да е. Сепак етнокорелогијата, ако се занимава со истражувачката дејност и ако се занимава нели со таа традиционална култура која што е автентична и која што како што треба да е, сметам дека ние поагресивни треба да бидеме во нашето презентирање, во нашите едукации, организирајќи вакви семинари, вакви работилници. Сметам дека поинаква слика е прикажана за фолклорот. Обично кај нас, ја тоа стално почесто го потенцирам. Кај нас фолклорот е ставен на база запиши се на игрорна ќе го прошеташ цел свет. Што мислам дека и моите почетоци туристички така. Мислам и моите почетоци, јас кога се запишев, кога се запишав јас на игрорна и моите родители и истото. Ќе си најдеш дечко, запиши се на игрорна, ќе си најдеш дечко, маши заеднички ќе си патувате низ светот. Тоа дупло туристички за двајцата без пари. И сметам дека така не треба да се третира фолклорот. Ние етнокорелозите имаме поинаков пристап и поинаква презентација на самата таа традиционална култура. Ние го поставуваме на сцена на изворниот фолклор, не го стилизираме, така да се трудиме максимално што можеме. Така. Навистина е убаво објасни Дени дека во минатото една друга визија, една друга слика имаше сето онај интерес за фолклорот, но јас се надевам дека денеска во овие нови времиња така, се сменети. Така, исто јас се надевам, затоа што долго време нас синоним за фолклорот ни е бардето, јамболијата, некој си килим закачен на сцена, ние етнокорелозите, ние сакаме малце тие бариери да ги тргнеме на страна и да презентираме дека изворниот фолклор може да се постави на отворена сцена со еден сноп бело светло и да се испрезентира традиција. Друга перспектива. Дени, како вие етнокорелозите кога одите на терен, сигурно сум дека имате некакви фасцинантни доживувања и приказни кои би ги раскажувале или би ги запишувале во вашите записи, од кој крај може би еве ти во текот на твојата пракса уште како студент? Од кој крај на нашава земја, која е богата ризница со многу традиционални одлики и од крај до крај, од место во место населено има многу големи спротивставености. Еве Куманово ќе го земеме за пример, кој не е така далеко од Скопје. Така. Додека седнеш за две песни си, за 2 ора си веќе во Куманово, на Патарина, така. Јас би го одвоил теренот кој што го се реализираше во Радовишко поле, околината на градот Радовиш. Таму јас истражував делумно во неколку села. И сметам дека ова, сакам да кажам, пред некои си десетина години. Ако пред десетина години беше жива традицијата, значи мислам дека Радовишко поле е извор на информации. Браво. Таму и ден денес се облекуваат во носи, таму и ден денес ги празнуваат празниците, таму и ден денес се собираат на некои празници на соборите. Така да мислам дека Радовишко поле има пребогат фолклор за истражување, што не значи дека и за другите предели. Меѓутоа, во другите предели можам да кажам дека и сосема исчезна таа традицијата. Возрастните се веќе нели во нема кој да ни ги пренесе информациите. Младите се иселуваат, целата делумно се иселени, така да ние максимално се уште се трудиме да го истражиме теренот, бидејќи теренот е Претпоставувам дека и во тој крај се наоѓаат и повеќе можности да се набави некоја оригинална носија стара, затоа што сега знаеме дека ако во минатото било некое непишано правило или традиција кога човекот си заминува од овој свет, задолжително да му биде ставена и носијата. И околу тоа собирање на такви етнографски материјали, носи, нели и од
по кукњи на што се говори, сметам дека тоа треба да си го почитуваме ние самите. Мислам, ние ако самите не се почитуваме, како ќе очекуваме и другите држави, другите соседи нели да не почитуваат, затоа што се случува во некои си случаеви да соседните земји си ги присвојат некои наши предели, како што имаме голем проблем со Средорек, Жеглигово и Славиште. Тоа е нели релација од Куманово до Крива Паланка, каде што веќе соседна Србија го превзема како тоа да е нивно. Тука ги имаме и другите етнички предели кои што си ги нели присвојуваат. Меѓутоа сакам тоа да потенцирам дека ние како етнокоролози се трудиме максимално да го заштитиме нашето културно наследство, за да немаме никакви си проблеми за во иднина. Да, дај Боже да биде тоа без препреки, без пречки, и да кај нас на македонци во нашата некоја македонска приказна се некако мора да биде проследено со некакви пречки, со некакви блокади, со ние се трудиме тоа да го тргнеме на страна и да си го заштитиме она што нас ни припаѓа. Како автентичен фолклор. Што ќе не поканиш и што ќе ни понудиш нешто да посетиме во Центарот за култура престојниот период, доаѓа го мај, на прагот, се отвара простор за настапи, за концерти, сезона на... Веќе почнавме да ја работиме годишната програма, која што е поддржана од Министерството за култура и туризам, така исто и тоа да го потенцирам дека семинарот е поддржан од истото министерство. Започнавме веќе со тековната програма, така да во текот на оваа недела и следната недела се прикажуваат детските представи, како што се Малечката сирена, Малата сирена и Трнорушка, и следува големиот фестивал на прозата, која што веќе неколку години поред ја организираме, така да договараме следна средба и мала промоција на фестивалот на проза. Тука сме ви на располагање. Има ли Куманово културно лето? Има културно лето, можам да кажам дека има и добра посетеност на изложби, на музички настани, на фолклорни настани, и тука исто би го потенцирал најголемиот фестивал во државата, Денови на комедија, кој што се организира, така да и имаме најголема посетеност на театарските представи во Куманово. Одлично. И сега вака ќе те прашам како етнокоролог, бидејќи мене како човек кој со пеењето и професор по пеење секогаш ми го поставувале во интервјуа и во гостувања тоа прашање, тебе ќе те прашам како професор по народни игри и танци, може ли да се научи секој човек да ги игра, барем основните чекори, може ли секој човек да го почувствува тој ритам кој е потребен, или за тоа сепак е неопходен талент? Може. Едноставните ора може да се научат лесно и секој може да ги научи, со тоа што талентот е нели тоа мала доза кај што треба еден голем плюс да уметникот се надоградува, а дека секој може да научи, секој да. Да. И вака од стручен аспект, кој е најсложеното оро кое не може баш секој да го совлада? Имаме ли некое такво оро кое е навистина многу комплицирано? Кога збориме за традиционалната култура и традиционалните ора, јас би го издвоил северното игрорно подрачје. Таму се најкомплицираните ора, според мене, карактеристични. Поготово машките ора, каде што има премногу клекови, премногу вртешки, така да сметам дека тоа е едно од најпримамливите терени, да кажам, за истражување и лично мене е најголем предизвик за изведување на сцена. Така. Дели тука некаде ќе го привршиме нашиот разговор, ќе ти се заблагодарам за тоа што направивме едно убаво резиме на она што се случуваше на 4-тиот семинар за традиционална музика, каде успеавте да ги поврзете глобалното и локалното. Не така одамна, може би беше одамна, не знам, Куманово беше град на културата. Така, се надевам дека и повторно ќе блесне во сиот свој сјај, бидејќи ја има таа прилика да бидете на една таква географска поставеност, со две земји да биде сосед, а сепак многу близко до главниот град, каде што некои нешта се и малку полесно возможни, достапни, како што и тебе, да речеме, ти е достапноста одлична да станеш наутро од Скопје, живееш во Скопје, да патуваш на работа во Куманово. Така да за некои нови подвизи, за некои нови настани, за некои нови проекти ќе говориме сигурно. Сигурно, да, продолжуваме со соработката и на вас ви се заблагодарувам и на Алфа телевизија. Благодарам многу.